Ме задржа граѓаните, ме задржа нивните постојани повици со кои што ми сигнализира на глувост, немост и слепост на институциите. Има доста теми кои што мора да се ублажуваат. На кој начин не можеш да го кажеш она што реално е така. Лично како новинар мене не ме се допаѓа она сегашно информирање, имајќи во предвид дека и го нема тоа професионално новинарство, односно да ги има двете страни и да се пласира информацијата. Се знае дека во Скопје е многу полесно да работиш новинар, не полесно на тоа, полесно е да земаш одговори, да стигнеш до информации и до све. Во Кичево или во помалите градови тоа е многу потешко. Начинот на кој функционираат колегите надвор е многу различен од тука, затоа што тука се ти е спремно некако целата екипа, имаш календар, имаш тайм слот за секој настан и има повеќе луѓе кои ќе следат повеќе нешто. Се знаеме сите и тоа е тука најголемиот проблем. Значи, ве знаат големите, ве знаат институциите, директорите и така натаму. Меѓутоа, страв се појавува кај соговорниците, а не излегуваат пред камера да зборуваат, бидејќи се од тоа место, нив ги знае директорот, потоа ќе изгубат работа, потоа нема да можат да направат нешто за себе, за своето семејство. Во локалните места е тешко да најдеш теми, треба да најдеш тема, па да ја работиш, па све. И ако имаш ограничување од уредничката телевизија, ме разбираш, од уредниците или од све, од политиката на телевизија, тогаш ќе биде уште потешко тоа да се работи. Речиси, сите стана медиумски работници, што е еднакво на новинари. Во денешно време еден обичен човек со Facebook страница, кој што ќе го следат некаде околу 100.000 следачи, има исто влијание, можеби поголемо влијание од еден обичен новинар. Локалната власт е многу затворена. И изјавите, изворите не се многу тешко е да стигнеш до нив. Најтешко соработуваат оние институции, ја веќе речем институции кои што се под Скопје, меѓутоа имаат своји канцелари подрачни овде во Штип, бидејќи кога и да побараме одговор или изјава не упатуваат во Скопје. Институциите што не одговарат на прашањата се институциите што не работат правилно. И тогаш кога е затворена вратата влезна на институциите, јас умеам, се уште мислам, а да влезам преку прозорот или да дојдам до одговорот кој што на граѓанинот едноставно му помага на патот, на остварувањето на својата цел, а јас ќе кажам професионално. Ајде бе, морали да го објавиш, ајде те молам повлечи ја таа вест, види, или почеке за 2-3 дена, тоа е притисок. Мислам, го сметам за притисок, но обично наоѓам заеднички јазик. Сум имал вербален напад со еден политичар, уствари тој имаше со мене, не знам што беше проблемот, продолжив да работам, беше многу тешко, бидејќи сите беа мажи, само ја бев женско таму внатре во штабот каде бевме. Сум имала закани, еве, дека од работа ќе бидат избркани моите родители, мојот сопруг и така натаму, до степен да заради пишување на разни теми, обработка на разни теми на телевизија, имавме случај да му биде запален автомобилот на директорот на телевизијата. Не трпам притисоци, навреди, закани. Иако се збори и се случува нешто, низ цел град се збори, се знае дека, например, има дискриминација или дека не земаат плати, локалната власт се прави како да ништо не се случило, те игнорира. Тие институции што имат внатре проблеми, знаат дека фрката е кај нив и на одговорот што ти го бараш, тие не ти го дават, бидејќи тие знаат дека се криви. И таму се знае кои се, значи се судовите, ОЈО. Ако зборуваме за истражувачко новинарство, ретко кој би се осудил на локално ниво да истражува, да копа, имајќи во предвид какви се ајкули имаме, а ти си само една мала риба
кој што се обидува да ја пренесе на останатото јато на риби дека нешто не штима. Кога одредена тема или некој прилог го пишува новинарка, овде заканите на социјалните мрежи, навредите се многу поголеми за разлика кога пишува маш новинар. Не се чувствуваме ние новинарките ниту малку поневредни од мажите, се сметаме за еманципирани и за жени кои што можат да понесат товар, исто како и нашите колеги. Предизвиците се секогаш потешки за новинарките. Тоа е факт и тоа не е само локално, туку е генерално во Македонија. Пораката е да работиш новинарство е најдоброто нешто што може човек да го има, значи да бидеш новинар е најдоброто нешто. Да ти се плашат сите, да им помагаш, да ти се плашат политичарите, институциите, а да те сакат луѓето. Сметам дека треба да се поддржуваат млади новинари Да бидат деноночно посветени на професијата, да работат во интерес на информацијата од јавен карактер. За да работат новинарство, пред се треба да бидат доста упорни, многу храбри, за да можат да влезат во една таква професија и да можат да работат без притоа притисоците, заканите и така натаму да влијаат врз нивниот живот и врз животот на нивните блиски. Новинарството е мисија и борба за правда. Новинарството не е само професија, туку тоа е активизам. И ако сакаш да си нешто да исправиш и да ги гледаш лицата на луѓето кои се задоволни од тоа што нешто се променило, тогаш стварно треба да си новинарка.